Почитувани гледачи, проследете ги вестите на телевизија Пробиштип. Градоначалникот на општината Пробиштип, господинот Стефан Стојановски, денес ги посети жителите од селото Петршино, кои во петокот беа зафатени со големиот пожар и најоштетени од пожарот, кој истовремено ги зафати и атарите на селата Дренак, Лезово и Бучиште. Како што сме информирани, оштетени се 28 домакинства, а исто така зафатени се 1000 хектари површина. Еве го прилогот што поопширно го подготвивме на оваа тема. 3 дена по големиот пожар што го зафати селото Петршино, во кој што беа опожарени голем број на стамбени објекти, трла, плевни. Еве сме повторно денес понеделник, 30 јули. Од локалната самоуправа на општина Пробиштип денес се наоѓа и комисија за утврдување на штетите од големиот пожар што го зафати и ова село. И на самиот почеток од лице место од селото Петршино и да разјасниме една шпекулација или една фама која што се пронесе во петокот дека во големиот пожар било зафатено и селското училиште во Петршино. И еве како што може да забележи нашата камера, училишната зграда сепак не е зафатена од големиот пожар во Петршино. Филип Ристов, жител од селото Петршино, е сведок на пожарот кој што, еве, рековме, уништи поголем дел на објекти во ова село. Чичко, Филип, вие меѓу првите жители на Петршино го забележавте пожарот. Ја беше тук. Ја ти кажам, види што е работа. Ние царе овде ја што е. Но ја уште стржав дето Игор, носа се од нашо од зето, носа се крма. Ама ја седам на боконо, гледав чат, нешто мирише. И стана Игор вика, оди брачо Филипе, изгоробе. Одека бе? Сеќа беше готово, иде. Искоција доде до Ојно, дошло до тука. Вика пуши. Од која страна на селото дојде Оѓинот? Од таму. Дојде и вика... Тој од селото на Дренак, така? Да. Од правецот на Дренак. Така. И му викам на дето на Игора. Игорче, дај да идеме до заду, до орте, ајде там стоат. Да и викаме да дојат. Они викат не. Значи имаат трук, па неќе да дојдат деца, не смеат од управник, а управникот горе у дрвата се скрил. И неќе да изврше таа услуга. И ние куто овде дојдеме, Оѓина се стане на готово. А само ние двојца, луѓе нема тука. Ние сме тие, дали има 20 души туку в селото. И овој братски мој каде дојде Оѓино, препри нагоре, отат на станко да пушта на редома. Деца цркат, жени плакат. Што ќе правиме? Де ќе идеме ние, нема илус. Дали вам нешто ви изгоре пожарот? Јас до току, до коска изгоре. Што ви изгоре вам? Сено, плева, све изгоре. Што нема ти кажувам? Нема виш. Умирачка, што ти кажувам ја? Еве, разговараме и со собственичката на овој дом во Петршино, Гоца Кирова. Тетка Гоцо, што вам ви изгоре во пожарот? Имаше бали 100, може коста 200 и мало. Бали плева, па дрва, еден кубинки 2 и мало. Гранки, на се беше гранки и дрво, тоа се изгоре. Сега, китарника каже. Све. Еве, гледаме дека ви е опожарен и еден помошен објект. Се. На натата. Па изгоре на него унете ствари, те видят, они до синоќе стојат и стварите и не стојат, нема комисија и така. А ние, јас се дото и моето дето, знаат, сите ти се дома, нема ништо. Пожарата дојде, пле, его е, плев, се. Ти колку штетно наде, граѓи многу, дрва имаше, греди, све, 2 кубика, 3 мало е дрво. А сак дрво да се неме ни за нас, и за крави 3, што ќе работиме сак? Ни зоб, а пара нема, дето не е на работа, бе 3 месеца, 4 Маријан. И сада дојдо со спавлето, викаго со таксија дојдо. Кола, трактор, така, се стои. Само со добра организација и со голем напор на местното население била спасена куќата на Павле Темелков, која што сепак била зафатена од огнените јазици. Навистина, еве и нашата камера може да прикаже дека вистинска е среќа што ова семејство сепак останала со покрив над главата. Што вам ви изгоре пожарот? Кога овдевали, изгорени плева, бали, изгорени грор невршен, изгорени бали слама, изгорени 3 стога сено. Тука ни све изгоре колку тоа што беше. Сето ова било во вашиот двор, непосредно до вашата куќа. Сепак сте срекни што куќата не ви изгорела? Тоа,
Те тоа се надама што не остана стрејата над главата. Те тоа, кога одино тамо идеше, ние само две жени трчеемо пред него и само викамо изгорохме, а овај човек викаше помош, од тамот кај е Брестето дамок. Ама кој да помогне кога никој нема? Додека се саа пожарни, додека се саа народ, оно све изгоре. Сепак пожарните, односно пожарникарите, сепак гаснеа и дадоа голем удел во освободувањето на огнената стихија. Да, тоа човеците, али не могат да спасат ништо. Огнената стихија. Се идеше нагло, на ширина нагло, нема каде да се помогне. И покрај тоа што пожарот во Петршино уништи повеќе стогови на сено и слама и собрано жито, сепак Китан Ѓоргиев и покрај штетата што ја има претрпено е сепак задоволен што во огнената стихија не му беше запалена неговата куќа како и неколкуте комбајни во неговиот двор. Што вам ви изгоре, господине Ѓоргиев? На нас изгоре жито. Изгореани грварто имаше. Ево, уров имаше тоа ова чиначка, разсејалка, тоа се изгоре. Тоа е сеното веќе имаше, тоа се кажа, јаваше преска, имам сено многу изгорено. Ама што ќе правам сега? Сепак сте задоволен што комбајните не ги зафати огнот? Исто дрва имаше, како Петко вика, од зимото ми остана и тоа изгоре. Ама пак сум задоволен, највечко што дојдоа пожарникарите што ми остановија куќата што остана. И комбајите, машините останаа малку, имам на два оштетено, ама не е многу тие опасно. Оно е изгород до нула, сега што да правам? Според она што успеавме да го дознаеме од жителите на село Петршино, еве се зборува дека тие веќе имаат изготвено список на оштетени жители од ова село кои што имале штети од петочниот пожар. Неофицијално на тој список има 28 жители на село Петршино кои што имаат штети од пожарот. Меѓу нив е и Трајко Зарев, кој што еве ќе ни каже што тој се има загубено во петочниот пожар. Ја имам загубено, имам 10 комада чели. Куќата ми половин патосом изгоре. И постета имам и друга, али таа поситна. Оваа од челите, 10 комада чели изгоре на лице место да видат и куќата ми е изгорена, патосо на 3-4 места има дупки изгорено. Ја кад видо, ние трча да гасам од тука, одено иде овде и на брисе пак скребеше ја да изгорам. Стојче милиционеро, рече ми бегај, ќе те ударам. Успеавте ли нешто да спасите некоја кошница со пчели? Исто една се спасил сам. Кошница, оно у сандак ќе подигна сандако, ќе изгорам и ја источно да га ме удари ме погас. Рече бегај, куме ќе изгореш. И ја мора да побегнам. Кад погледна куќата ми горе. Улегна листа и сврлува надвор, ама нема што да правам, сам што да правам. Док да доа деца, док да се зберем, марат, тоа се заврши работа. Тоа стикија силна и заврши работа. Толку од мене, драго. Во пожарот, како што имавме можност да слушнеме, почитувани гледачи, во петокот беа опожарени над 1000 хектари површина во атарите на селата Петршино, Лезово и Бучиште. Се чини дека најмногу оштетени и во овој случај ќе бидат самите сточари, бидејќи тие веќе од денеска имаат мака околу напасувањето на добитокот. Ванчо Панов е жител и сточар од селото Петршино. Господине Панов, еве гледаме дека поголем дел од пасиштата се веќе опожарени. Како понатаму со стоката, со напасување на добитокот? Стоката е многу тешко сега во моментот, а уште потешко ќе биде уколку не обрнат внимание препоставените према општината. И тешко е. Сега до сега е тешко, гледаш дека немаш и не знам што да се каже повише. Како во наредните денови ќе се сноѓете со напасување на стоката? Мора да се хранат. Мора во овој момент мора да се хранат, меѓутоа нема што да се прави од тој. Како денеска се снедот? Тешко, потешко здрави, што да кажеме друго. Еве самите гледате. Нема. Нема ни за нас, ни за ни. И жито изгорено, и све живо, и храна за ни. Ја не знам, мај за нас ќе најдеме, за ништо ќе правиме. Нема од кого да зееме. Тоа е најголемиот пат. Хајде има од кого ќе зееме, ама кад нема од кого ќе зееме. Сега вода ќе има, се чини, сепак ќе има, да, ќе нема и за добитокот ќе нема паша. Ќе нема паша, ташно. Ојдуваме. Еве, денес трет ден по избавувањето на пожарот во село Петршино, денес меѓу жителите на село Петршино се најде и градоначалникот на општината Пробиштип, господинот Стефан Стојанов. Господине Стојанов, имавте и средба со жителите.
Ваше видување, ваш коментар за она што ги задеси жителите на Петршино? Па овој денешен ден, прв работен ден во оваа недела, дојдов тука да видам што е направено од оваа огнена стихија пред некој ден. И стварно е голема штета направена во самото село Петршино меѓу куќите и околу селото, што е направена штета поготово околу храната за стоката, за добитокот што ја имаат собирано самите селани. Штетата малку потешко ќе биде самите селани да ја поднесат, затоа што во моментот е потребна храна за добитокот, а овде немаат ни 1 килограм, и буквално може да се свати да ни 1 килограм немаат храна со која може да ги подхрануваат своите животни, од кои обстојуват и живеат тука во ова село. Ова село е типично земјоделско, со тоа се занимаваат, со житарица, со стока, со овчарство, така да мора на некој начин да се приде до по-студиозно, односно по-озбилно за овој проблем, за да може да се изнајдат некои решенија, да се помогне на некој начин на самите мештани, за да ја пребродат оваа ситуација, односно оваа состојба, да ја поднесат многу по-лесно. Што бараат тие, колку може да ја помогне локалната самоуправа? Па самите луѓе бараат во моментот да може да се надокнади нешто, пред се реков, во набавување на храна за добитокот, и тоа мора во најкраток рок, веќе е формирана комисија која ќе дојде тука да евидентира све што е изгорено од храна и од материјали, некои што има некои куќи гледам тука се опожарени. Во помал дел, може да кажам слободно среќна околност е таа, во помал дел се опожарени куќите на самите мештани, и преку одредените министерства, поготово преку Министерството за земјоделие и шумарство и стопанство, ќе покушаме да најдеме во првите моменти нешто да се обезбеди храна за добитокот во селото, бидејќи, како што гледаме тука ситуацијата, се замина со сите мештани, ја поминавме низ целото село, нема воопшто ни 1 килограм храна која може да биде употребена за добиток. Еве, се уште сме некаде на средината на летото. Секако неопходни се и апелите веќе да не се палат стаништата. Па тоа е неопходно и со закон е регулирано тоа, и се забранети палењата на стрништата и ливадите кои што се засушени, але еве има некои од мештаните, односно од граѓанството, што не се придржуваат према тие апели, односно према законот, палат се со намера. Јас не верувам дека некој пали со намера за да направи ваква штета, ali ете, од мала непажња или не комплетно обезбедување на тој дел кај што се пали, до какви последици се доаѓа, катастрофални, што едноставно се неподносливи за тие луѓе кои се оштетени со овој дел. Натаму повторно ќе се апелира, односно и сега во овој момент апелирам до сите да се отргнат од мислите да палат некои стрништа, да палат некои стари сена или слама што има по своите ниви, за да ги очистат, нека трнат настран, нека изнесат тоа само на овој начин, до што може да дојде. Да сега во целата несреќа малку среќа, што реков, не е опожарено ни една куќа, ни едно семејство не е оштетено со домот за живење, али во други случаи може да се деси такво нешто што ќе бидат уште поголеми последици, односно покатастрофални. Еве, според се уште непроверени информации се зборува дека во овој пожар се зафатени некаде околу 1000 хектари површина. Па така, негде од Центарот за обавестување од противпожарната единица, проценката нивна, она се точната бројка можда не е таа, али проценката тука негде измеѓу 8 и 10 квадратни километри е опожарена површина во аторот на селото Петршино, селото Бучиште, селото Лезово и селото Дренак. Според планот за редукција во водоснабдувањето, денес од водоводната мрежа од 7 часот и 30 минути па во наредните 24 часа, од водоводната мрежа е исклучена долната зона на приградската населба Пробиштип. Во вторник од 7 часот и 30 минути па во наредните 24 часа, од водоводната мрежа ќе биде исклучено Калниште, улицата Кочорацин, урбанистичката единка 30-та, населбата Камењари, жителите од Стрмош и Ратавица. А деновиве гости на телевизија Пробишти беше директорот на јавното комунално предпријатие Илинден, господинот Киро Кировски, со кого разговаравме токму за водоснабдувањето. Еве дел од тој разговор. Сакала со две реченици да ја опишете состојбата со водоснабдувањето, зошто е критична во
на општината? Вака, јас би почнал од емисијата што е правата со вас заедно на радио Пробиштип. Тоа се случи точно пред 2 недели. Вие исто вака слично прашање поставите. Јас реков дека ние можеме да интервенираме со поголема количина на вода. Значи работа, да зборам технички, работа со 2 помпи, дополнителна работа на втората помпа, се додека или реков точно, ако се наредна недела задржи, мислам, вакво време, вакво временски прилики, тоа беше на 15-ти, 14-15-ти, до прошлата недела се задржа работата со 2 помпи, втората помпа доеше како испомош. Од неделата на сабота почна да се јавува недостиг за вода, на вода и за само една помпа. Значи, тогаш кога имавме услови за работа 2 помпи, од 24 сати работе околу 14 часа 2 помпи, имам и 18 часа, не само 6 часа не работе 2 помпи. Значи 18 часа работе по 90 литри секунди сватиме вода. Што беше? Доста добро, задоволително, али сега немаме веќе ни 40 литри во секунда доток на вода во резервоарите на помпа станица. Имаме и денеска и од неделата нам исклучување на само една помпа, само таа помпа што работи. Значи, Колку часа работи? Паузира од преди 24 часа околу 2 до 3 часа. Помпата една паузира, после вклучува кога тојде од ниво на водата и се работи се дури има вода. И по ова братот на водата и снабдувањето на градот и приградските населби се врши по ова распоред што е за редукција даден на сите медии во Пробиштип, мислам дека граѓаните го имат видено и по тој распоред се. Така, токму кога се понадевавме дека ќе го одбегнеме, таа најнепопуларна мерка редукција, бидејќи онака не можеме да се похвалиме со некое водоснабдување кое би било толку многу задоволително, па да не го наречеме проблематично, бидејќи има некои делови, тоа дека многу пати го констатираме, некои делови од градот и од приградските населби кои и во претходните услови нема со денови веќе вода, сепак моравте да се решите на таа непопуларна мерка, редукција на водата по реони и по денови. 24 часовна редукција. Што мислите до кога овие мерки и колку тие ќе покажуваат ефект? Ова распоред за редукција на снабдувањето на градот со вода, со пиење вода, е сличен на минатогодишниот. Измени има само на места каде што имаме уочено од прошлата година, каде што имаме недостаток во распоредот, недостаток на работата, значи слични како прошлата година. За разлика од минатата година, ние гледаме извештаите од минатата година, како е работела помпна станица, која количина испорачувана на градот, имаме редукција и работа на една помпа, значи околу 45 литри во секунда, дури на 9 август. Ова рестрикција или сезоната на рестрикција, ако може да се каже така, почна скоро месец дена порано. Значи недостигот на вода на изворите и на бунарите во помпна станица Рапидица, за разлика од минатата година е за месец дена порано. Дали оценувате како неопходна? Рестрикцијата? Да. Неопходна е во овој момент. Ние планираме други мерки, се со цел да градот и граѓаните подобро и понавремено да снабдени со вода. Ова мерка ќе се задржи до среда, овој начин на работа. Сите недостатоци кои што се јават, и следим да имаме екипи дежурни, и денеска и сега во овој момент работат на терен, и таква е денешна ситуација, али ова ќе задржи до среда, значи до вторник ќе ги анализираме сите проблеми кои што се, па ќе видиме дали ќе треба наредно, мислам да ја смениме ова шема, во кој дел и како да. Во секој случај редукцијата ќе продолжи. Ќе продолжи до среда, ако временската состојба биде вака. Вака, временска состојба вака, ако биде така ќе продолжи. Во друг случај предземаме други мерки, предпоставуваме, ние бевме на теренот на
сливното подрачје на Злетовска река, околу Злетово, има таму многу поголеми зафати на вода за наводнување на земјоделски површини. Стапи во контакт со инспекторот за водоснабдување при локалното министерство за земјоделие. Еве 4 дена контактираме, се договориме за денеска, или нешто денеска испадна проблем околу положението. Ако министерот за земјоделие веќе на терен таму, требаше денеска да договориме како да се користи таа вода, за да се сливното подрачје до помпната станица Ратовица обезбеди со доторна вода, не таа вода да влезе во бунарите, не да, но само да го смени хидроложкото состојание на терен. Тогаш водата мислам ќе се подоби водоснабдувањето. Мислам дека на утрешниот ден тоа ќе го направиме, тоа се работи се во согласност со законот за води. Значи прво приоритет има по законот. Ја кратко ви кажам, вода за пиење на граѓанството, пиење вода, потоа вода за наводнување, а тек после водата за индустрија. Денес имавме сончево и топло време со умерена облачност, а дневната температура се движеше до 36 степен. Почитувани гледачи, ги следете вестите на телевизија Пробиштип. Пријатно!